средби од време на време, кои што повеќе се сведуваат на протоколарни, како што беше оваа средбата во Мала Преспа, каде што ништо ново не се случи. Тие си го повторија разговорот од Брисел. Претпоставам дека мислите на седнување на интензивни разговори кои што ќе траат можеби неколку дена. Не знам, како затворена соба, како што беше рамковниот. Тоа е можеби непријатно. Тоа е можеби прилично. Подобра. Дали е возможно? Тоа е можеби подобра технологија на преговарање отколку ова што сега се води, поефикасна технологија на преговори, меѓутоа на крајот се сведува дали од двете страни, ние сега говориме за македонската страна. Ние не можеме да влијаеме на грчките позиции, ние можеме да влијаеме на нашите позиции. Дали од македонска страна има искрена политичка волја да се решава ова прашање? Ако нема, било која технологија на преговори нема да помогне. Ја би сакал само да ми дозволите во една или две реченици да се обидам да ја променам логиката на размислување што генерално ја преокупира македонската јавност во овој период. Цело време се поставува прашањето дали треба да се реши спорот со Грција, дали сакаме да го решиме спорот со Грција, дали некој сака или не сака да го промени уставното име и така натаму. Клучното прашање е дали ние сакаме да станеме членка на НАТО алијансата, да станеме членка на Европската унија. Но ВМРО ви вели не по секоја цена. Не го заборавајте тоа. Не по цена на идентитетот. Се согласуваме и ние не по цена на идентитетот. Меѓутоа како ќе утврдиме дека идентитетот можеме го спасиме ако воопшто не преговараме? Ние немаме преговори, немаме обид да се реши прашањето. И тоа од аспект на Република Македонија е целокупна одговорност на премиерот Груевски. Да. Ајде Денко Малевски да го имаше прилично атрактивно, интригантно интервју во Дневник уште минатата недела и повторно барам анализа. За момент вели да ги забораваме Европската унија и НАТО. Не е работата да се испотепаме, да се истепаме меѓу себе, раскрвени, раскарани. Да, имав прилика да го гледам тоа интервју и морам да кажам дека во еден добар дел со таа анализа не се согласувам. Се согласувам во еден мал дел, а тоа е дека ова е ситуација која што може да предизвика политичка криза и дестабилизација во земјата. Смрт за Македонија тој вели. Но во контекст на закрвените страни. Меѓутоа, ја тоа го гледам од сосема спротивен правец. Обратно, доколку во подолг временски период останеме блокирани во делот на евроатлантските интеграции, останеме надвор од НАТО и без перспектива да станеме членка на Европската унија, тогаш е опасноста за Македонија. Тогаш може настане и политичка дестабилизација и меѓуетничка дестабилизација, па ја би рекол заради очекуваното економско влошување дополнително после оваа катастрофална ситуација што веќе имаме и на социјален план. Не може на подолг временски период да останеме сами надвор од организираните структури во Европа и во светот, без алтернатива. За нас не е алтернатива Белорусија, Индија или Кина, туку таму каде што ни припаѓа, ниту неврзаните, туку таму каде што припаѓа. Во случај на решавање, кој би можел да предизвика политичка криза во Македонија? Опозицијата му дава подршка на Груевски да го реши прашањето. Албанските субјекти, оние во власт и оние во опозицијата, му даваат подршка да го реши прашањето. Меѓународната заедница му дава подршка да го реши прашањето. Груевски во тој случај, при решавање на овој спор, има проблем само со себе и со своето тврдо гласачко тело околу ВМРО ДПМН, и тоа е резултат токму на неговата политика во овие 3,5 години, кога цело време прави една мобилизација, едно инструирање на своето членство и на своите симпатизери на еден квази национален проект со антиквизацијата, градба на споменици, именување на објекти со личности од античка Македонија, барање на генетски код кој што ќе не поврзе со античките македонци. Сега е проблемот како да им каже на сите нив тоа беше грешка. Ајде да му помогнете на Груевски. Што после седми, што ќе направите? Ние што ќе направиме? Најклучното прашање што ќе направи Груевски после седми ако во Брисел доживееме пораз. Јас ќе повторам тој збор и покрај тоа што денеска од страна на ВМРО ДПМН имаше демант и критика зашто го употребувам зборот пораз. Па не можеме се радуваме и да сметаме дека е успех ако не го добиеме датумот за преговори. Нас ќе ни се повтори Букурешт од 2008. Но што ќе направи опозиција? Значи, ние прво треба да видиме што ќе направи Груевски, ке него е власта, кои се неговите следни потези. Ја уште се надевам и покрај тоа што нема голем простор за оптимизам дека нешто до седми може да се случи. Меѓутоа, ако сепак на седми, без разлика дали ќе биде ставено вето или воопшто не бидеме ставени на дневниот ред,
од и таа опција во Да, игра, да не бидеме да, разгледани. да. Тогаш, втората не добра работа, туку најмалку лоша работа на која што мора да се посвети од денес, од вчера, од завчера Груевски, е како да останеме во игра, како да останеме во агендата на Европската Унија, ако не во декември, тогаш барем на следниот совет на министри во март. Меѓутоа, тоа само од себе нема да се случи. Тоа мора исто така се одработи. И за тоа мора да се преговара. И за тоа мора да се бара согласност и да се бараат гаранции. Јас, освен Папандреу што споменува некаква временска рамка и пораката од Оли Рен и Солана која што е разочарувачка во тој дел, јас не слушнав од македонска страна некакво соопштение, некаква најава дека ако не се случи она што го посакуваме на 7, ние ќе бараме да биде разгледано досието на Република Македонија и почеток на преговорите на следниот самит на Европската Унија во март. Добро, може би не ги отвораат картите. Ако ги имаат. Добро, јас ти благодарам што бевте гост.